Дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Добро вечер. Временските услови дозволуваат оваа саботна вечер да останете во вашите топли домови. Снежни врнежи имаме низ цела Македонија, но кои други настани вести го одбележа овој 16 јануари ќе проследиме во продолжение. Во Центарот за јавно здравје во Штип се регистрирани 30 пријави на заболени од сезонски грип. Сепак место за паника нема, бидејќи бројката на заболени во Штип во однос на другите градови не е алармантна. За виничките пензионери нема зима, само што стигнаа и последните задоцнети пратки со дрва, а веќе започнаа и новите уплати за следната грејна сезона. Вековната традиција која ја чуваат ратевските бамбурци продолжува и оваа година. Во среда 20 јануари ратевските бамбурци ќе дефилираат низ центарот на село Ратево, Беровско. Ниту 9-часовната средба на Европскиот комесар Јоханес Хан со представниците на 4 политички партии во резиденцијата на Европската Унија во Пржино не успеа да овозможи заедничко прифатливо решение. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред медиумите изјави дека само опозицијскиот лидер инсистирал на одложување на изборите, иако веќе е јасно дека таквото однесување е поради тоа што ќе ги загуби изборите, сепак тоа е и крајно неприфатливо и неодговорно однесување. Еврокомесарот со став дека земјата е во многу тешка стратешка состојба, на својот Твитер профил напиша: "Сакам да го уверам секој граѓанин дека без разлика каква ќе биде конечната одлука на политичките партии за датумот за избори, ние ќе помогнеме во организацијата и дека ќе нагледуваме ситуацијата за време на изборите." Медијаторот Питер Ван Хауте се заложи во следните недели да преговара и работи на приоритетните проблеми и конечно да се постигне договор. За сега причината за непостигнување договор е немањето доволно време на СДСМ за да се испочитува договорот од Пржино во целост, но лидерот Заев не посочува нов датум за избори, освен дека предвидениот е неприфатлив за партијата и граѓаните. Дојдовме 4 партии за да ги договориме деталите околу изборите на 24 април 2016 година. Од тие 4 партии, 3 партии бевме подготвени да ги договориме сите детали што треба се договорат. Една партија, односно еден човек дојде со намера да се одложат изборите, односно со барање и инсистирање да се одложат изборите. Тој човек има име и презиме. Неговото име е Зоран, а неговото презиме е Заев. Денеска не се зборуваше за никакви детали околу изборите. Не се зборуваше ни за законот за медиуми, не се зборуваше ни за методологијата за почистување на списоците, бидејќи Зоран Заев не сакаше за тоа да се зборува. Во Центарот за јавно здравје во Штип се регистрирани 30 пријави на заболени од сезонски грип. Сепак место за паника нема, бидејќи бројката на заболени во Штип во однос на другите градови не е алармантна. Лекарите како причина наведуваат дека за зголемување на бројот на новозаболени од грип или настинка најмногу придонесуваат временските услови. Започна сезоната на грипот. За сега бројот на заболени не е голем. Во Центарот за јавно здравје во Штип се регистрирани 30 пријави на заболени од сезонски грип. Оттаму велат дека место за паника нема, бидејќи бројката на заболени во Штип во однос на другите градови не е алармантна. Имаме 30 заболени вкупно, од кои 3 се на почетокот, значи во октомври, 4 се после Нова година, останатите се во месеците ноември и декември. Симптомите на грип и настинка се различни, но често знаат да ги збунат граѓаните. Навистина тешко да се каже што е грип, што е настинка, додека не се направи бактериолошко, вирусолошко испитување, па да се знае со сигурност за што се работи. Меѓутоа сепак има некоја разлика. Грипот повеќе трае. Од грипот болниот добива болки, главоболки тешки, висока температура, црвено грло, течење на носот, суво каштање, потоа и влажно, малаксалост,
болки во зглобовите, во мускулатурата, што исто тие симптоми се јавуваат и кај настинката, меѓутоа во поблага форма и помалку трае. Од Центарот за јавно здравје велат дека прва мерка и најефикасна заштита од грипот е вакцината. Прва мерка и најдобро за заштита од грипот е вакцинацијата. Меѓутоа сите не може да се вакцинираме, меѓутоа оние на кои што им треба, а тоа се возрастните луѓе над 60-65 години, лицата кои се хронично болни со болки на срце, белодробие, диабетичари, бубрежно болни и оние лица кои може да се и помлади, меѓутоа поред некоја причина имат намален имунитет, тие треба да се вакцинират. И кај нас вакцинираме, нели? Меѓутоа ние годишно во општина Штип се вакцинираме некаде околу 4%. Меѓутоа по науката добро е да се вакцинира населението некаде околу 30%. Зошто 30? Затоа што секое трето лице кое ќе се сретнеме на улица или под дома е веќе вакциниран, нели? 30% е вакциниран тоа лице и на тој начин се прекинува алката на пренесување на грипот од еден на друг. Препораките за заштита од грипот остануваат исти. Тоа е повеќе внесување на витамини, лежењето во кревет, проветрување на просториите и да се пијат топли напитоци. А причината за покачување на бројката на новозаболени од грип или настинка најмногу влијаат временските услови, кои се доста турбулентни, велат лекарите. За виничките пензионери нема зима, само што стигна и последните задоцнети пратки со дрва, а веќе започнаа и новите уплати за следната грејна сезона. За 2 недели од Сдруженијето склучени се 254 нови договори за дрва. Виничките пензионери ги уплатија првите рати за дрва за новата грејна сезона. Виничките пензионери ги уплатија првите рати за дрва за новата грејна сезона 2016-2017. Сдруженијето, иако се уште ги нема официјализирано финалните договори со Македонски шуми, уште пред нова година започна со уписот на нови договори. За 2 недели првите рати по ланските цени ги уплатиле 254 пензионери со нагласување дека доколку дојде до промена од страна на Македонски шуми, ќе има и корекции. Може да кажеме дека се доставени скоро сите дрва што се запишани од ланска година, и ДАП и БУКА, и исплатени се дрвата 100%. Сега сме во тек на припреми за наредна 2016 година. Моментално имаме ние договор, имаме предлог до Македонски шуми за начинот на достава на дрва оваа година. Имаме две варијанти, целосно да се достават преку шумското до самиот пензионер дома, и друга варијанта да од Македонски шуми земеме плац дрва, а да склучиме договор со превозници, сигурни превозници, не како ланска година, за да се со цел да се убрза дотурот, бидејќи има проблем со транспортот на дрвата. Кога ќе имате конечен одговор? Па конечен одговор веројатно ќе имаме околу март месец, 1 март. Тогаш ќе се наобавува тај договор со останок со Македонски шуми и ќе се знае конечно услови, ќе се знаат и Оние кои од овој месец започнаа да си ги кратат пензиите, очекуваат дека нема да се повтори ланското доцнење и проблемите кои настанаа со транспортот. Лани дури во октомври месец ги добиха, беа исплатени уште април месец. До август месец, до почетокот на август, ако не ги добијам дрвата, јас сметам дека се закаснали. Оваа година би требало да биде подобро, бидејќи договорот со испоручателите е добар. Лани беше проблем со тоа што снема дабови дрва и морахме да се префрлуваме на бука. Буката ми дојде у август негде месец и добро биде. Во цените кои сега ги плаќаат пензионерите во висина од 2580 денари за бука и 2660 денари за ДАП е пресметан и транспортот, велат од Сдруженијето. Минатата година беа испорачани околу 4000 кубици ДАП и бука по основ на 460 склучени договори. Детската градинка Вера Циривери Трена ќе реновира еден од најстарите нејзини клонови. Со тоа ќе се обезбедат подобри услови како за сегашниот исполнет капацитет од 80 дечиња, така и за нови од листата на заинтересирани кои чекаат да бидат примени во градинката.
Со средства од европските фондови, детската градинка Вера Цирвири Трена ќе го реновира еден од најстарите нејзини клонови Пчелка. За таа цел градинката во соработка со општина Штип ќе аплицира на проект од ИПА програмата за меѓугранична соработка заедно со општина Гоце Делчев од Република Бугарија за добивање на финансиски средства со кои ќе се подобрат условите во детската градинка. Во овој момент се згрижени 80 деца, при што целосно исполнет капацитетот, а долга е листата на заинтересирани кои чекаат да бидат примени во градинката. Она што е предвидено со реконструкцијата ќе ја зголеми енергетската ефикасност на објектот. Реконструкцијата ќе се состои од промена на плочите на двата ката, бидејќи сега тие се со греди и трска. Ќе имаме отстранување на малтерот, промена на електричната инсталација целокупно, ќе имаме поставување на стиропор, фибран, значи тој пресуван што е, и нанесување, односно обработка на внатрешните зидови со глетување. Со ово мислам дека ќе бидат значително подобрени условите во овој објект. Доколку се одобри проектот и потребните финансиски средства, со реновирање ќе се започне во летниот период, кога бројот на деца е помал и може да се префрлат во останатите клонови на градинката. До 25 јануари треба да аплицираме за ова прекогранична, значи заедно со градинка од Гоце Делчев и доколку се добијат средствата, градежните активности ќе се одвиваат во летниот период, бидејќи во тој период децата бројот на дечињата е намален и ќе можеме дечињата кои што посетуваат во летниот период да ги преместиме во клонот Другарче кај полицијата и на тој начин без никакви проблеми да се изведат овие градежни активности. Покрај проектот за реконструкција, детската градинка Вера Цирвири Трена ќе конкурира и за добивање на проект за поставување на фотоволтажни панели за производство на електрична енергија. Земјоделците од Кочанскиот регион на средината помеѓу две реколти се соочуваат со намалена динамика на откупот на оризовата арпа и белиот ориз. На средината помеѓу две производствени сезони, односно две реколти, земјоделците од Кочанскиот регион се соочуваат со намалена динамика на откупот на оризовата арпа и бел ориз. Ограничениот пласман на кочанското бело злато е основната причина зошто преработувачите калкулираат со откупот, а тоа се должи на присуството на ориз во Србија и Косово, кој не е кочански, а се продава како таков. Забавениот промет логично влие и на откупната политика, особено во делот на цените, кои во последните 2 месеци бележат намалување. Во неколку преработувачки капацитети денеска велат дека арпата се откупува по 20 до 22 денари за килограм, иако има исклучоци во позитивна и негативна настока. Оризот пак се откупува по 45 денари за килограм, но и тука многу нешто зависат од квалитетот, односно од процентот на влага, плевели, црвени зрна и слично. Монте и Андреја јам. Па Монте е старо семе, подобар квалитет е. Андрејата е ново семе. Има ли откуп? Нема никаков откуп. И тоа што има ценца катастрофа. По 40 до 50 динара тука. Повечко не давата. Може да се деси ако е лошо ризо и испод 40 да бие. За белио мислам. Арпата од 15-16 динара па до 20 највише. Па мислам дека фабрикантите, трговци, они ја прават цената. Они го откупат. Убиењето голема селекција прават, кршо го земат после по 12 динара го земат и не го фаќа друга работа дека. Кршо го земат по 12 динара и после унај стават, мешат и затоа се они толку ниски после на пазарот. Одреден број земјоделци кои имаат поголеми површини, а со тоа и количини на оризова арпа, немаат намера да ја продаваат сега, туку ќе ја чуваат во очекување на повисоки цени. Вообичаено цената расте во летниот период, пред жетвата, што значи дека чувањето е привилегија на тие што имаат магазински простори финансиски се мокни да ги издржат трошоците за новата сеидба. Вкупната ситуација на земјоделците им ја олеснуваат субвенциите по единица површина, кои кај оризопроизводството достигнаа близу 500 евра по хектар. Токму оваа мерка им представува значајна финансиска инекција на производителите да сврзат две производствени реколти.
За поголеми приноси кај житариците неопходна е примена на соодветни агротехнички мерки, меѓу нив во овој период најзначајно е ѓубрењето. Досегашните климатски услови може да се оценат како просечни за развој на житните култури. Состојбата на житариците, според оценка на земјоделските стручњаци, се оценува како задоволителна. Има доволно почвена влага, а последните врнежи дополнително ќе придонесат за подобра вегетација на она што земјоделците го засеја есенва. Јануари е период кога треба да се изврши подхранување на житариците. За подхранување на житото, на ешмено, 20 кила на декар и 20 комбинирано, 40 кила на декар имам фрлено ѓубре. За рачно ли го фрлат? Рачно. Не одговарат условите, ќе заглави и трактор тука. Имам ѓубре да сврлач, ама не бива тоа. Рачно, те. Сега ли е период? Сега е период тоа да се... Сега е период, 6-месечно е во, толку има вегетација и... За сега е многу добро. Многу добро. Ама почна да ми нешто жатее. Шо жатее? Сега снега ќе падне, добро ли ќе биде? Убаво. Снеговите ќе дојдат. Добре дојдени. Добро дојдени човек, ја го е на Плачковица, Белчо е тука. Да. Само реката да не ни дојде. А иначе се е убаво. Да. Колку декари имате есено насеано летово? 4 хектара. Инаку само во Штипскиот регион поджитни култури се застапени над 7000 хектари. Тоа значи зголемување во однос на лани за 2000 хектари. Една од причините за зголемување на површините со житни култури се субвенциите и немањето потреба од поголема грижа и работа околу нивното подигање. Вековната традиција која чуваат ратевските бамбурци продолжува и оваа година. Во среда 20 јануари ратевските бамбурци ќе дефилираат низ центарот на село Ратево Беровско, каде ќе се одржи централниот настан на кој ќе учествуваат и голем број на гости и маски од Македонија, Бугарија, Словенија и Србија. Она што за Вевчани е Вевчанскиот карневал, а за Делчево Звегорската Сурова, тоа за Беровското село Ратево е вековната традиција на ратевските бамбурци. Традиција која ќе продолжи и оваа година. Главниот настан е во среда на 20 јануари, кога ратевските бамбурци ќе дефилираат низ центарот на селото, каде ќе се одржи централниот настан на кој ќе учествуваат голем број на гости и маски од Македонија, Бугарија, Словенија и Србија. Со подршка на општината Беров, овој локален обичај, ратевски бамбурци пред 7 години израсна во Малешевски карневал. И оваа година општина Берово се вклучи во организирањето заедно со местната заедница од село Ратево во фестивалот Ратевски бамбурци и мислам дека од година во година прерасна во еден фестивал кој што на ниво на Малешевијата па и во источниот регион повеќе од се придонесува за развојот на културниот дел, но пред се и на туризмот. И како една атракција која што може да придонесе поголем развој на општината. Инаку ратевските бамбурци се момчиња на возраст од 5 до 35 години. Тие носат наметки од кожи од овци и кози, кои се накитени со звонци и рацете им се поцрнети. Во нивната група има околу 30 на маски. Тие, како што налага традицијата, од рано наутро со зурли и тапани ги будат селаните, со посебен акцент на девојчињата, па потоа се собираат на средсел, се грее ракија, вино, чај и напладне започнува дефилето со сите карневалски групи. Во рамки на културно-уметничката програма годинава со дел од својот репертоар ќе се представат членовите на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово, културно-уметничкото друштво Ратево, како и младиот Христијан Демјански кој ќе изведе неколку традиционални малешевски песни. Љубителите на актерството наскоро ќе може да посетуваат обуки каде ќе се запознаат со тајните на оваа уметност. Во Народната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип повторно ќе започне со работа драмската секција, каде ќе може да членува секој независно од возраста. Новиот директор на Националната установа Центарот за култура Ацо Шопов во Штип Миле Вратеовски најави дека во најскоро време повторно ќе заживеат некогашните секции, кои своевремено предизвикуваа голем интерес кај повозрасната, но и помладата популација. Еден од нив е и драмската секција за помалите, но Вратеовски истакна дека ќе можат да членуваат и возрастни штипјани, кои се на мислење дека поседуваат актерски способности. Во план се и секциите кои што работат да бидат посебно за најмалата возраст, посебно за тинеџерската возраст. Дури во план сме и да направиме една аматерска
како секција би го нарекол, аматерски, едно дружење за возраст, кој што би било интересно, ќе видиме дали ќе профункционира, ако има заинтересирано доволно луѓе. Овие секции ќе бидат увертира на дел од плановите кои ги има Вратиловски во однос на враќањето на театарската публика во театарот и стикнување на потребата од театарската уметност кај најмладите. Токму затоа ќе продолжи да се организира и детскиот фестивал Малиот принц. Заради фестивалот Малиот принц ќе посветиме доста време на нашите најмалата публика, која што е една публика за целовечерните представи, на младите, на тинејџерите, кај што ќе имаме посебна програма за тинејџерите. Најмалку 20 лица се убиени, а 15 повредени во напад на исламисти врз ресторан и хотел во главниот град на Буркина Фасо, јавуваат локалните власти. Немаме точна бројка на мртви, но има најмалку 20 лица, изјави директорот на болницата. Во пресметка со исламистите е погоден еден полицаец, кој се обидел да влезе во хотелот Сплендид, каде биле напаѓачи. Претходно полицијата и очевидци јавија дека безбедносните сили на Буркина Фасо се судриле со исламисти пред хотелот Сплендид во главниот град на земјата. Одговорност за нападот презема групата Ал-Каеда од Исламски Магреб. Францускиот амбасадор во Буркина Фасо Жил Тибо соопшти дека во главниот град е воведен полициски час, како и дека во амбасадата е формиран кризен штаб за своите граѓани во земјата, која е поранешна француска колонија. Председателот на грчкиот парламент отпушти 7 вработени, бидејќи при вработувањето поднеле лажни академски дипломи. Одлуката за врачување откази ја потпишал председателот на парламентот Никос Вуцис, пренесува Танју. Меѓу обвинетите се советникот на поранешниот премиер Костас Симитис и поранешен секретар на еден од партениците. Минатиот ноември грчкиот парламент отпушти 16 вработени поради фалсификување на академски дипломи. Во Тајван денеска над 18,8 милиони лица со право на глас избираат нов председател и состав на парламентот, јави ТАС. Гласањето на островот со 23 милиони жители е во 15.500 гласачки секции во 22 населени места. Се очекува изборната активност да изнесе околу 70%. Резултатите се очекуваат да бидат објавени утре, а втор круг од изборите не се предвидува. Фаворити на изборите се 59 годишната Цај Ингвен и незината Демократска прогресивна партија, доколку победи Цај ќе биде прва жена председател на Тајван. Откако Франција ја оправда улогата на фаворит и славеше над Македонија со 30:23 и домаќинот Полска, иако потешко од очекувањата, ја победи Србија со 29:28. Голманот Славомир Шмал му одбрани пенал на 30 на секунди до крајот на мечот на дотогаш безгрешниот Иван Никчевич. Предходно Србија водеше на стартот на вториот дел со 2 гола разлика пред полските ракометари да поведат со 21:18. Тие помислија дека се е готово, но србите предводени од Ненадич во нападот и Станич на голот се вратија во егал меч, кој на крајот сепак го загубија. Најдобри во српскиот состав беа Ненадич и Никчевич со по 7 голови, додека Јурецки постигна исто толку на спортивната страна. Селекторот на македонската ракометна репрезентација Ивица Оберван посочи дека по одличното прво полувреме на надпреварот со Франција се родил планот да играме за победа, но последните 7 минути од мечот го расипале впечатокот. Селекторот најави дека нема тагување и дека сите погледи се свртени кон следниот противник со кого играме по само 48 часа пауза. Ова беа сите содржини предвидени за ова второ издание на Дневникот со почеток во 20 часот. Имајте пријатна саботна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.